Во овој празничен ден, кога Струмица слави 76 години од своето ослободување, традиционално ја славиме и ликовната уметност. Овој пат, преку изложбата на дела создадени на овогодинешната 57-ма меѓународна струмичка ликовна колонија. Нека ни е честит овој ден и нека ни биде за многу години. Вечерва ги имаме на показ створечките ликовни продукти кои беа создавани од 10 до 20 август во рамките на колонијата во услови на почитување на однапред утврдени протоколи кои беа нужни во оваа време на пандемија. Уметноста и уметниците се издигнаа над злото кое темнее над сите нас и како резултат на тоа беа создадени овие 30 дела во различни ликовни дисциплини кои вечерва се изложени пред струмичката и по-широката јавност. Ја користам оваа убава можност да им честитам на 14 ликовни творци учесници на колонијата што се надминаа себе си, создавајќи вредни дела со кои ја збогатија и онака пребогатата ризница од околу 2100 дела создадени во изминатите 57 години. Иако поради актуелната состојба изостанаа ликовните творци од странство, сепак со двете изложби кои беа отворени на самиот почеток на колонијата и случајство на уметницата од Украина која живее во Скопје и на македонец кој живее и работи во Грција, меѓународниот карактер на колонијата сепак беа задржани. Вредно е да се спомене дека во рамките на колонијата се одржа и 28-то студио за современ мозаик, создадено од еминентните мозаичери Газанфер Бајрам од Македонија и Паоло Ракањи од Италија, на која годинава учествуваше Ѓорги Томовски. На самиот крај, сакам да им честитам на луѓето од Центарот за култура Антон Панов за одличната организација и за доследното спроведување на сите протоколи со што колонијата помина безбедно и успешно. Со тоа, изложбата на дела од 57-та меѓународна струмичка ликовна колонија ја прогласувам за отворена. Благодарам.